Добро вечер. Ова е генералната најава на вечерашната емисија. Еве што ќе гледате меѓу другото. Снежната покривка од 10 до 30 см во силата од бошавијата. Зимската служба на општина Кавадарци утринава интервенираше на повеќе патни правци. Денеска во Кавадарци се реализираше акција за пошумување во градскиот парк. Мој општинар и ученици и вработени од средното општинско земјоделско шумарско училиште Ѓорче Петров засадија над 200 зимзелени садници. Синоќа во Кавадарци се одржа средба на некогашните жители од село Клиново и викенд на селото Блашница. Се разговараше за изградбата на пат, дојдувањето на струја, изградбата на премен преку реката Блашница и обновување и одржување на црквата. Советот на местната заедница од ова село со подршка на Советот и градоначалникот Митко Јанчев имаат слух за проблемите и интересот за иднината на овие и следните генерации. Пратеничката група на ВМРО, ДПМН и коалицијата денес во Собранието на Република Македонија поднесоа предлог за закон за амнестија на лицата осудени за настаните од 27 април 2017 година. Уште еднаш еве со генералната најава на она што ќе го гледате во дневникот. Продолжуваме понатаму со прилозите поодамно. Рековме дека денеска во бошавијата има снег, а интервенираше овде службата за одржување во зимски услови. Зимската служба на општина Кавадарци од утринските часови беше активна на терен на повисоките места каде се формира снежна покривка од 10 до 30 сантиметри. Како што информираат од локалната самоуправа, се интервенирало со 2 возила по патните правци до Михајлово, Бојанчиште, Страгово, Бохула, Чемерско, Крњево, Горна и Долна Бошава. По интервенцијата, овие патни правци се проводни за сите возила. Од Управата за хидрометеоролошки работи најавуваат нови врнежи од снег за викендот. Ќе биде променливо облачно и студено во сабота со повремени врнежи претежно од снег со слаб до умерен интензитет. Ќе дува засилен повремено силен северен ветер над 80 км на час. Студеното време ќе се задржи и во текот на следната седмица со минимални температури под -10, а наместа и дневните ќе бидат под 0, стои во прогнозата од Управата за хидрометеоролошки работи. Денеска во Кавадарци во градскиот парк се одржа акција за пошумување. Бе засадени над 200 садници во паркот Љупчо Шкартов. Ова е дел од програмата на општина Кавадарци за животна средина, обновување на зелени површини и посадување нови дрвни видови. Овој пат заедно со Средното шумарско училиште, како и многу пати досега, правиме акција во градскиот парк, посадување на нови садници на делови кои што се празни, односно делови кои што треба да се обноват и да се дополнат со нови дрвни видови. Ова е еден дел практична настава на учениците да на лице место да покажат како се изведува тоа. Денеска заедно како што каже и инспекторот имаме општа одговорна како институција, ние сме општа одговорна за градот, за повеќе вакви активности и теренски, за да допринесеме на градот што повеќе зеленило, нели? Да живееме во така една чиста околина и гледавме овој пат да садиме зимзелени садници, нели секој око сака да види зелено заради добар поглед и зимскиот период, да не биде само летото кога гледаме лисија зелени, туку да имаме и преку зимото. Тука дополнивме со црамборови садници, едногодишни црамборови садници кои се во контејнерско производство од семено потекло, нели нормално, и вршевме пополнување на површината веќе која што е посадена, но на делови кај што е потребна пополнување. Садниците се ваше производство или? Садниците се дел е наше производство, дел и од ЈП Национални шуми како донација. И морам да прашам колку садници се очекува денеска да посадите овде во градскиот парк? Така, околу 200 садници планираме да посадиме, зависно од тоа према временските услови, бидејќи малце и ладно, и према тоа колку површина сакаме да офаниме и гледаме да не е многу нагусто, нели да си е нормална далечината, не само да посадиме поголем број на садници. Предпоставувам, професор, дека нема да застанете со оваа акција, ќе има и други. Така, ние и минатата година имавме неколку акции со општината,
засадивме на повеќе локации, секако нема да застанеме, ние сме тука за тоа и учениците се многу радосни кога вакви теренски активности има. Нив му пракса и му е дел од самата настава, имат по една ден практична настава и сега можеме да обавуваме вака на терен кога временските услови дозволуваат за тоа. Одиме со една интересна информација, особено за натамошниот економски просперитет на Кавадарци. Во Грција е отворена новата ИПАР програма за финансирање на проекти за прекогранична соработка со Грција во вредност од 33 милиони евра. Од оваа програма бенефит треба да има и нашата општина Кавадарци со отварање на граничниот премин Пулјевац. Денеска во Солун беше отворена новата ИПА-3 програма за финансирање на проекти за прекогранична соработка со Грција во вредност од 33 милиони евра. На првиот состанок на заедничкиот мониторинг комитет за спроведување на новата програма меѓу двете земји присуствуваше и делегација од општина Кавадарци. На истиот беше изразено задоволство од резултатите остварени во вториот програмски период, во кој што се финансирани 62 проекти со очекување искористеноста на средствата од Европската Унија да продолжи да се зголемува. Ова програма е многу значајна за Македонија и за Министерството за локална самоуправа, затоа што општините, но и институциите и граѓанските организации можат директно да аплицираат за средства од ИПА инструментот на Европската Унија и да обезбедат финансирање на важни проекти во општините. Министерството ќе продолжи да работи на зајакнување на своите и на капацитетите на општините за целосна апсорбција на расположливите средства од Европската Унија, истакна министерот за локална самоуправа Ристо Пенов. Пенов изрази очекување дека врз основа на научените лекции во третиот програмски период ќе се достигне ниво на целосна апсорбција на средствата и ќе се реализираат проекти кои што ќе ги подобрат условите за живење на граѓаните во пограничниот регион. А синоќа во Кавадарци присуствувавме на една мощна, интересна и масовна средба на жителите од село Клиново, некогашните и сегашните жители на Клиново, меѓутоа и на викенд средбата Блашница, каде што се почесто се градат викенд куќи. Се разговараше за изградба на пат, за доведување на струја, за изградба на мост или премин преку Блашница, како и за обновување и одржување на црквата. Денеска разговаравме со председателот на Советот на местната заедница од ова село, господинот Љупчо Митрев. Виде, господин Митрев, синоќ имавте многу убава средба со жителите на село Клиново, оние што сега градат и доправа ќе градат и што имаат своји имоти тамо. Не само во Клиново, туку и на Блашница. Како Совет на местната заедница, сигурно ќе бе фасцинирано таа гледка, околу 100 заинтересирани дојде на средбата. Зашто разговаравте? Благодарам пред се на поканата и на оваа можност да и нашата кавадаречка јавност увиди дека сепак во Кавадарци има луѓе кои што сакаат, работат и ќе работат за еднината и на самиот град и на нашите села и места каде што самите ние инвестираме, градиме. Нашата цел сношти, пред се да им се заблагодарам на нашите луѓе кои што беа овде присутни, онаа бројка можеше да се надополни уште плюс 20 на луѓе кои што беа спречени да дојдат и сепак тоа е добро и за нас и за сите нив. Целта ни е како местна заедница, како совет на граѓани кои што сме се обврзале пред нашиот електорат, нашите бирачи, да она што тие го бараат, ние го реализираме. Самите тие барања, правично патот, село Бојанчиште, до населба Блашница, село Клиново, е релација од околу негде 17 километри. Нашата правична идеја и заложба е да реализираме дел од таа траса, негде околу 11 километри од Бојанчиште до населба Блашница. Значи, комплетна програма, комплетен проект, каде што тоа е голем проект со голема инвестиција, но сепак заложбата е јасна, проектот е во завршна фаза и сето тоа се надејаме со помош на градоначалникот, на Совет на општина Кавадарци, на државните институции, транспорт и врски и сите други асоцијации, невладини, ние ќе одиме до крај. Финански донации. Да, донации. Тоа е првата и најважна работа, за да можеме да функционираме или да градиме други
проекти, други барања што ги имаат жителите и имателите на тие објекти. Првично јас мислам дека треба да има пат. Втората работа која што е исто така во тек е добра голема инвестиција со помош на самите нас, со помош на жителите од населба, синоќа докажаа дека сакаат да има таков проект да се реализира, тоа е електрификација. Значи, нема да спомнувам суми, затоа што синоќа видовме дека не можеме да се разбереме, сепак нашата цел е... Треба време за да се Да. Нашата цел е да има желба, дека тоа сакаме да го имаме и да го оствариме. Желбата е остварлива и ние тоа можеме да го реализираме со помош на нашите жители од село Клиново. Дури струјата може многу скоро да дојде, поскоро од Па законскиот рок на на сонимите изведувачи е најкасно за 6 месеци. Браво. Сепак треба проекти, треба повторно уште еднаш мерења, кои што се изводливи и тоа може да се отпочне, да не речем од март месец, колку ги завршиме сите оние процедури. Третата работа? Третата работа ни е мостот или пропуст, така да речеме, преминат преку реката Блашница. Има 20 куќи и повеќе од другата страна, а со самото тоа, ако го реализираме тој проект, кој што се надевам ќе биде во најскора иднина, затоа што Советот и градоначалникот одвоија средства за оваа година баш за таа реализација, со самото тоа ќе имаме полесен пристап и до самото село Клиново, каде што имаме една прекрасна црква со некои димензии 20 на 11, што значи дека таму се живееле огромен број на луѓе, имало доста популација и ние со наши напори ќе се потрудиме тоа сите овие работи да одат постепено и само со сложност ќе се надеваме дека ќе Слогата е едно од наважните работи. Сино ќе спомнавте нешто за црквата уредување на селото и така. Па сега сме ви спомнав огромна црква. Во димензии. По параметри, по димензии. Првично ни е покриена, имаме иконостас таму, имаме слики пуштено во јавноста, така да и се трудиме да направиме уште повеќе за неа. Треба да се освежува тоа, да се има доста работа и доста финансии треба таму. Еве апел до сите кои што се добронамерници, кои што сакаат да помогнат. Сепак ние и нашата православна вера е тоа кој што не држи заедно, вербата во Бога и дека сето она што го работиме искрено, ќе имаме помош и од Бога и од луѓето и со сето тоа ќе се надеваме дека ќе успееме во сите. Сосем кратко на крајот од овој разговор. Зошто инвестираме во Клиново и во Блашница? Дали е тоа природно привлечно место за туристите и оние што живееле некогаш? Па ќе ни треба многу време да објасниме многу работи, но сепак во кратки црти. Ние не сме свесни колку убавини имаме во нашата Македонија воопшто, во Клинскиот регион, Бојанчиште, Бошавијата. Ние за таа цел и направивме Сдружение на граѓани, кои што стрикно ќе се бориме за рурален развој, за развој за нашите места горе, за да го вратиме сјајот и да ги откриеме оние работи кои што не се откриени и другите не ги знаат. Таа цел ни е многу јасна, недвосмислена и ќе бараме соработки и од другите председатели на местни заедници и урбани заедници, макар и од институциите, пред се градоначалникот. Кога ги спомнате институциите, последната седмица, па и не предпоследната, имавте многу убава подршка и од Советот, и од градоначалникот за сите овие ваши барања. Да. Тоа е добар момент. Мораме да бидеме сепак и малку реални. Барањата се огромни, но наеднаш не можеме се да добиеме. Не само ние како местна заедница село Клиново, него и сите други местни заедници и првенствено треба, еве ќе дадам еден апел, да се почитуваме едни со други како би реализирале постепено дел по дел од нашите барања. Одем понатаму со вестите. Најавуваме дека Министерството за труд и социјална политика ги известува граѓаните дека паричните средства за корисници за финансиска поддршка за справување со енергетската криза ќе бидат исплатени на 13 февруари оваа година. Списокот на корисници на парични средства за финансиска поддршка за справување со енергетската криза ќе се објават на 6 февруари оваа година на веб страницата на институциите. А денеска во организација на Црвениот крст на Кавадарци се одржа акција за крводарување. Ова акција се одржа во винарската визба Тиквеш, каде што беа собрани значителни единици на крв. Денеска наша екипа беше овде и еве што забележавме. Традицијата продолжува. Ова е традиционална акција која што секоја година во овој период се организира во винарија Тиквеш. Пред себе сакал да им се заблагодарам на вработените и на Црвениот крст од Кавадарци, кои што се најзаслужни за оваа акција. И акцијата за сега тече одлично, имаме одличен одзив од страна на вработените и се надевам дека и во иднина
ќе се гледаме повторно и оваа традиција ќе продолжи, ќе биде успешна како и до сега. Имате ли информација каква е состојбата со крв во Република Македонија? Да, значи во Република Македонија Институт за трансфузионална медицина се грижи секогаш да имаме стабилни залихи на единици на крв и секој оне кој што му е потребна крвта во вистинско и во право време и навремено да стаса до него. Забележав до сега околу 20 на крвни единици. Ке тераме до 30 до крајот или? Па да, веќе ја надминавме проектираната бројка, таа од секогаш било од 20 од 30 некаде од прилика. Имаме уште некаде околу час и половина до завршувањето нова акција и јас се надевам дека ќе надминеме таа бројка. За сега веќе е постигнат таргетот и уште еден сакам да им се заблагодарам јавно на вработените на Винарија Тиквеш за одзивот и за хуманоста на денешната акција. Информација поврзана со горивата. Од вечерва на полноч цената на дизелот и на екстра лесното масло за домаќинство ќе се намали за 2 денари, соопштуваат од Регулаторната комисија за енергетика. Во генералната најава рековме еве сега ќе повториме пратеничката група на ВМРО ДПМН и коалицијата денес во собранието на Македонија поднесува предлог на резолуција, односно закон за амнестија за лицата осудени за настаните од 27 април 2017 година. Овој предлог закон го поднесуваме и е резултат на иницијативата и заедничката заложба на адвокатите Јанаки Митрески и Драган Пешевски и целата пратеничка група на ВМРО ДПМН и коалицијата. Многу важно е да се напомене дека овој предлог на закон е само продолжение на претходниот закон за амнестија, кој што е донесен во декември 2018 година, но со една голема и суштинска исправка, а тоа е надминување на селективноста и селективната правда која што произлегуваше од законот донесен во 2018 година. Напоменувам, со овој закон ќе бидат офатени сите осудени лица за настаните од 27 април без исклучок. Како пратеници на пратеничката група на ВМРО ДПМН и коалицијата, се надеваме и повикуваме дека мнозинството ќе го прифати, ќе го поддржи и ќе гласа за овој предлог на закон, бидејќи, доколку воспротивно не го стори тоа, ќе покаже и докаже дека за нив селективноста е на прво место, а владењето на правото и правдата во Македонија ги нема никаде. Од СДСМ на пресконференција денеска соопштија дека сме добиле нови 50 милиони евра од Европската Унија, што значи европскиот пат носи придобивки кон граѓаните, беше соопштено денеска. Процесот на евроинтеграција носи конкретни придобивки за државата и за граѓаните. Унапредување на инфраструктурата, развој на економијата и раст на стандардот. 53 милиони евра за Македонија одобри Европската комисија преку повикот за инвестициски грантови и 3 нови проекти. Средствата се наменети за спроведување на економскиот инвестициски план за Западен Балкан и опфаќаат реновирање на 6 хидроцентрали, изградба на ветерен парк во Богданци и изградба на регионални центри за цврст отпад во Полог, Пелагонија, Вардар, југозападниот и југоисточниот регион на државата. Претходно, во јули минатата година беа одобрени првите 4 инвестициски проекти за спроведување на економскиот инвестициски план за Западен Балкан во вредност од 225 милиони евра за дел од железницата Македонија-Бугарија, набавка на опрема за фотоволтаичните станици Осломе 1 и Осломе 2. За фотоволтаичната централа Битола, како и за изградба на пречистителна станица за отпадни води во Скопје. Ова е директна и конкретна помош за нашата држава да ги изведе реформите, но и побрзо и полесно да ги достигне европските стандарди преку подобрување на животната средина и унапредување на инфраструктурата. Средствата од европските фондови обезбедуваат унапредување на енергетската независност и заштита на животната средина, што понатаму сериозно влијае врз подобрување на квалитетот на животот за македонските граѓани. Со напредокот во евроинтеграцијскиот процес ќе се отворат и нови фондови. Поддршка за нашата држава ќе биде уште повеќе изразена и затоа е важно секој од нас да покаже одговорност,
да даде свој придонес кон носењето на потребните реформи. Економскиот пат носи развој и напредок на државата. Европските вредности и сигурна иднина за подобар живот на граѓаните се нашата известна иднина. Вие се со Дневникот стигнавме до спортските информации. Денеска ги посветуваме на кошарката. 14-тото коло од првата машка кошаркарска лига ќе донесе неколку интересни дуели. Утре, сабота, Кожув ќе го пречека Куманово, ТФТ во мини дербито ќе игра со Гостивар, а Евроникел во Кавадарци ќе сака да се реваншира за поразот од првиот дел од сезоната на екипата на Чаир. Во недела ќе играат Феникс Струмица и Пелистер ФМП, а колото во понеделник ќе го затворат вечните ривали МЗТ и Работнички. Девојките од групата А ќе паузираат заради репрезентативни обврски, додека во групата Б од првата женска кошаркарска лига на програмата се средбите од 13-тото коло во кое утре играат Пониква Куманово и во дербито Патриот Јанбор. Во недела своите средби ќе ги одиграат Шкупи Гостивар и Пелистер Ринија. Слободна во ова коло е екипата на Спорт Тим од Неготино. Времето утре и наредните денови. Наутро ќе има услови за слаб локален снег, а преку денот ќе се задржи сончево со мала до умерена облачност. Ќе дува умерен ветер од северозападен правец, кој долж по Вардарието повремено ќе се засилува. Кон крајот на денот облачноста ќе се зголеми, а во ноќните часови ќе има локални врнежи претежно од снег. Температурата ќе се движи од -1 до 10 степени. Тоа би било се за денеска. Ви благодарам за вниманието и пријатна вечер со нашата програма.